Почитувани гости, почитувани присутни, ви благодарам за одвоеното време, за тоа што ни се придруживте денеска на оваа значајна манифестација, на конференција каде што можеби насловот интригира уште од самиот старт, знаејќи дека во изминатите години имаме различни видувања и мненија во однос на поимот институција, но впрочем и конференцијата, кога зборуваме за сето ова денеска, ќе забележите и од обраќањата и од зборовите дека институција, навистина, како тоа гордо звучи. И токму денеска ќе се дружиме во следните 3 часа од прилика, ќе ве водам низ агендата и ви се заблагодарувам за присуството, за вниманието кое што ќе го имате на конференцијата и од старт само ќе ве замолам доколку може мобилните телефони да ги исклучите или да ги ставите на тивко или евентуално на вибрации, но и вибрациите се слушаат некогаш така што на тивко ставете ги. Ќе имаме можност и дел за прашања некаде при крајот на конференцијата, така што бидејќи ќе има доста обраќања, ќе ве замолам, ако имате нешто што сакате да прашате или некој потоа да искоментирате, слободно запишете си го тоа некаде и ќе се отвори делот со прашањата и одговорите. Добро, јас реков, Лидија, дека нема многу да должам, но професионалната информација ми е тоа. Во првиот панел во кој што ќе разговараме денеска, ќе зборуваме за подобрените процеси на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, така што со поглед кон иднината мислам дека треба збор да и се даде веднаш на Лидија Димова и да ни се обрати. Во првиот панел, Лидија, имаш 10 минути. Благодарам многу, Огнен, и сакам да ви посакам добре дојде на сите вие почитувачи на образованието во Република Македонија. Ви благодарам што се појавивте во толкав број и се надевам дека тоа значи дека и вие сте со поглед кон иднината, како што впрочем и ние во нашата институција. Моментот кога јас станав директор на агенцијата, се случи еден паралелен процес, а тоа беше процесот на изготвување на новата регулатива за новата финансиска перспектива, која во Европска Унија, за тие што не знаат, тоа се 7 годишни буџети. Станува збор за буџетот 2021 и 2027. И нормално, за да се подготвиме за тие нови 7 годишни буџети, практично за новите средства кои што ќе ги добие Македонија, беше неопходно да се направи добра анализа на тоа каде е агенцијата, колкав успех има постигнато и што е она што може да се подобри во институцијата. А истовремено, значи паралелно на тој процес се случуваше и редовните следби на ниво на Европска Унија, на ниво на Директоратот за образование и култура, каде што постојано зборувавме за како треба да изгледа новиот Еразмус за тој период. Ако се сеќавате во февруар, кога дојде уште прв пат председателот на Комисијата на Европската Унија во Македонија, Јункер, кажа дека уште тогаш знаевме дека ќе се удвојат средствата за Еразмус и тоа се случи. Се уште не е донесена регулативата, меѓутоа добивме, да речи си, 90% ветување дека тоа ќе се случи во април месец годинава и дека дури може да се зголемат средствата, никако нема да се намалат. И сега вие кога влегувате во нова институција, знаете дека средствата ќе бидат барем двојно поголеми отколку што биле. Прва работа што треба да ја направите е да видите кој е капацитетот на институцијата, тоа е прва работа, и второ кој е капацитетот на крајните корисници кои што треба да ги абсорбират тие средства. И така почна нашето патешествие во агенцијата. Почнавме со, погодете што, со анализи. Почнавме да гледаме какви се проблемите на кои што наидуваат прво програмските службеници кои што со тоа се занимаваат. Потоа преминавме на другата страна да видиме како стојат работите и од гледна точка на корисник, што е проблемот кај корисниците. Почнавме да правиме се повеќе и повеќе проверки на самото место, да посетуваме проекти и дури решивме дека на одите почнавме да забележуваме дека наодите од одредени проекти се повторуваат. И немаше оправданост
Исто така дојдовме до заклучок, кога викам дојдовме, значи не зборувам само во лично име, доку зборувам во име на еден тим кој што со мене заеднички го правеше тоа. Дојдовме до заклучок дека ако ние сакаме да имаме добри индикатори кои што ќе ги предвидиме 21 за 21-27 година, тие индикатори мора да бидат реалистични. Значи треба да се постигнат, затоа што Европската комисија на крајот на краишта ќе утврди колку пари ќе добие Македонија според тоа колку ние ќе ветиме дека ќе постигнеме. А за да ветите дека ќе го постигнете, мора да имате некаква представа како се движите. И така почнавме со барање на индикаторите, со наоѓање на бейслайнот, нели основата од каде што ќе почнеме, и така полека, сакале или не сакале, почнавме да ги отвараме процесите во самата агенција. Заклучокот е многу едноставен. Ваква како што е поставена Националната агенција не ни нуди доволно податоци според кои што ние можеме да направиме веродостојна анализа на тоа што сакаме за идните 7 години. За идните всушност 10 години, затоа што уште 2 имаме. Реално немаме. А зошто? Затоа што структурата во агенцијата е според програмата. Значи клучна акција 1, клучна акција 2, клучна акција 3. На сите вас ви е тоа добро познато, бидејќи така функционира програмата. Нашата анализа и мониторингот што се случуваше во текот на цела ова година покажа дека не се добиват соодветни податоци, гледани ни стратешка перспектива, не никога го гледаме стратегиски тоа, за да можеме да комуницираме со Европската комисија на едно друго ниво. И затоа решивме да се преорганизираме. Структурата да биде според сектор, а не според клучна акција. Затоа што така можеме повеќе податоци да собираме и да имаме јасна представа што е тоа што сакаме да постигнеме. И тука падна и одлуката. Значи, Националната агенција е во фаза на преструктурирање. И кога се преструктурирате, тоа значи имате 2 периода. Едниот период, очигледно има проблем со зборот период. Значи, едниот период е дојде новиот директор и е гениалец и реши дека вака треба да се направи и сите тоа го прават. Другиот период е да се отвори процес во кој што ќе ги поканите сите вработени да го кажат своето искуство, зашто сепак тие се вработени по 10 години во институција, имат знаење, да се искористи тоа знаење, затоа што сепак станува збор за институција, и да видиме кој е најдобриот модел на кој што ние ќе се преструктурираме. Згора на тоа се направи наменска анализа и поканивме надворишен консултант кој што нема да биде пристрасен во оваа вежба, и ќе ни помогне во целиот тој процес на преструктурирање. Сега негде сме дојдени кога од вработените го очекуваме импутот, направивме анализа на workload analysis, значи на работните товарот, на работниот товар, и очекуваме фидбек од вработените, да видиме кој е соодветниот модел според кој што треба да се преструктурираме, земајќи ги предвид и искуствата на некои други агенции, како се тие структурирани. Се надевам дека новата национална агенција со новата структура ќе биде по-user friendly. Значи за вас ќе ви представува полесна за комуникација, затоа што ќе бидеме повеќе насочени кон она што е ваша експертиза. Тоа е прво, и второ, се надевам дека новата национална агенција ќе го даде својот придонес и во процесот на пристапување на Република Македонија во Европската унија. Че со самите преговори ние треба да ги подигнеме нашите капацитети. Ако до вчера сме трошеле и сме абсорбирале 100 евра, јас се надевам дека конкретно мојот мандат ќе можам да кажам дека абсорбираме 1000 евра. Значи, јас не сум скромна, потоа сум позната, дека ретко сум скромна. Во случајот на абсорбцијата на средствата, убедена сум дека има простор за толкаво големо подобрување, затоа што штом ги научите правилата во Европска унија, понатаму се е работа на искуство, работа на
на сваќање на тоа дека постојано се менуваат работите и дека кој ќе влезете во тој колосек, почнувате малку поинаку да ги согледувате работите и тие понекогаш домино ефектот го прави своето. Само од себе се случуваат некои работи и така се зголемува абсорбцијата. И тоа не е просто математички од 1 на 10, току може да биде многу повеќе. Јас се надевам дека по 3-4 години ќе можам тука да седам пред вас и да ви кажам ние изголемивме средствата и сега абсорбираме многу повеќе пари и имаме проекти кои за жал многу малку ги имаме сега, проекти кои што Европската комисија ги класифицира како добри практики. Сега за сега таа не е македонската приказна, ама јас сакам да биде. И ќе дадам се од себе за тоа да биде. Агенцијата е отворена, се разбира, вашите мислења секогаш ќе ги земеме предвид. Ви благодарам многу уште еднаш и повелете во агенцијата за што било што ве интересира. Благодарам, Лидија. Одлично искористено време, морам да признам. Но она што во продолжение ќе го разговараме се разбира важноста кога се стремите кон развојот на самата институција, особено кон иднината, не може да помине без градењето на внатрешните капацитети и токму затоа според агендата Дејан Златковски со своите 5 минути во продолжение повелете. Благодарам, Огнен. Точно и тоа што го кажавте. Благодарам за воведот. Реорганизацијата на институциите секогаш оди со јасна стратегија за градењето на капацитетите. Во Англија имаат една интересна изрека: if you then don't have critical mass of people, then you have to have people that are critical. Ние ќе се обидиме да имаме критична маса на квалитетни луѓе и луѓе кои што ќе бидат клучни во она што го работат. Целта ни е да изградиме организација што учи или организација што е базирана на знаење. Како ќе го направиме тоа? Преку континуирано инвестирање во човечките ресурси, преку изнаоѓање на алатки, инструменти за подобрување на ефикасноста во работењето. Во 2018 година скоро сите вработени во агенцијата помина низ некакви процеси на обуки. Тој тренд ќе продолжи во иднина. Имаме намера да ја подобриме и повеќе јазичноста во нашата институција. Веќе сме во процес на идентификувањето на индивидуалните потреби за јазични вештини. Фокус ќе се стави и на регионалните јазици, но исто така и на познавањето на светските јазици. Можам да кажам дека 100% од работените одлично го владаат англискиот јазик, но ние ќе се стремиме кон тоа да ги надградиме нашите вештини во познавањето и на другите јазици. Освен она што е стрикно пропишано со работната програма, кај нас инвестира и ќе се инвестира во градењето на капацитетите на нашите вработени и во познавањето на и вмрежувањето со други институции и политики кои што се блиски до Еразмус плюс. И од тие причини во 2018 година имавме учество на повеќе наставни кои што не се директно дел од програмата Еразмус плюс, но се многу блиски. Воспоставивме блиска соработка со други агенции од Европа и се вклучивме во многу важни проекти кои што имаат за цел да ги зголемат капацитетите на нашата институција. Важен сегмент во овој дел е дигитализацијата. Тоа е процес кој што треба да ја зголеми нашата ефикасност и за секако крајната цел е да го подобриме ефектот од нашето работење, да влијаеме на подобрување на услугата за вас како организации или индивидуи, но исто така и да помогнеме во подобрувањето на политиките на национално ниво. Затоа што европските образовни програми се дизајнирани така да тие не го реформираат образовниот систем, туку тие помагаат тој да се надгради.
ние се обидуваме преку градењето на нашите капацитети да помогнеме во тој процес. Ви благодарам, Дејан. Во однос на развојот на една институција се разбира и во градењето на внатрешните капацитети многу природно следствено доаѓа да зборувате впрочем за обуките кои што би се правеле на вработените, бидејќи ако не ги обучувате и дообучувате своите вработени, вие исто како и да не водите институција. И токму во тој поглед би сакал да го поканам Јован Несторовски со своите, рече помалку од 10 минути, да ни се обрати, повелете. И јас сум еден од вработените во Националната агенција кој веќе 8 година поред е вработен во таа институција. Сепак морам да признаам дека изминатава година имавме голем број на промени од кои повеќето позитивни. И морам да кажам најнапред дека како во духот на Еразмус што е за обука за сите останати, целта и фокусот на Националната агенција оваа година беше да има и голем дел на обуки за вработените. Обуките се од примарно значење за секоја институција, така и за нашата институција, со што уште на самиот почеток на оваа година ние бевме сведоци на голем дел предвидени обуки кои што морам да се пофалам дека се реализираа. Примарна цел беше на сите овие обуки како зголемување на самодовербата на самите вработени, така и подобрување на комуникацијските вештини и изградба на еден подобар тимски дух во самата институција. Голем дел од обуките се однесува на подобрување на моменталните вештини на секој од вработените што ги поседуваат во своите полиња, но и подобрување на оние знаења кои што самите вработени не ги имале или пак имале проблем изминатите години во совладување на истите. Можам да кажам дека ние вработените сме сведоци на оваа измината година на голем број обуки кои што покрај редовниот план се изведува во странство. Имаше и голем дел на обуки кои што беа изведени и направени и во нашата држава, на кои имавме чест да присуствуваат и реномирани странски обучувачи кои морам да напоменам дека допринесоа да стекнеме некои позитивни искуства како самите институции функционираат надвор, но и да имаме можност да слушнеме искуства како колегите од другите национални агенции се фокусираат во решавањето на тековните проблеми и како напредувал нивниот процес во градење на подобар тим и поефикасен тим, се со цел за да успееме ние кон вас, крајните корисници, да излеземе навремено во пресред и да ви дадеме што е можно подобра услуга. Дополнително околу обуките и околу реорганизирањето во самата институција сакам да нагласам дека со планот предвиден за реорганизирање и тековните активности се очекува дека во наредната 2019 година едноставно секој вработен да успее да се пронајде точно во полето за кое што е спремен да функционира и за кој што ги има абсорбирано своите знаења, и се очекува да се воспостави на синергии, коекзистивност во однос на функционирањето и на временото извршување на сите тековни задачи и предизвици во Националната агенција. Ја би бил краток доколку има нешто дополнително би додал. Хвала. Благодарам, Јован. Се надевам дека, како што рече и Лидија, за едно 3-4 години, кога ќе седнеме повторно да разговараме за успесите, Јован ќе биде поприлично екстензивен во зборувањето, но затоа се тука и многу важни мерењата на резултатите кои што се прават на се ова што е впрочем споменато досега,
доколку сака човек да се издигне во иднината, и би ја поканил Милена Петрушевска со своите 5 минути да ни ги представи од оваа тема работите. Тоа што треба да го кажеме и да го нагласиме е дека оваа година, значи 2019 година, скоро, ќе биде година на еден голем предизвик, односно за 2 години е крајот на првиот програмски период 2014-2020 година, а не очекува нов предизвик, новата Erasmus програма 2021-2027, каде што од нас се очекува double the budget, triple the results. И сега ние што направивме во однос на тоа да се спремиме за новиот програмски период, а да го завршиме успешно овој програмски период. Како што напомена директорката, оваа година беше година на анализи. Нашиот тим, значи, активно беше вклучен во многу анализи и тоа што е една од најбитните анализи беше анализата на индикаторите, значи колку програмата успешно е спроведена, како и целите на Erasmus програмата. За Erasmus Plus програмата воспоставени се 51 индикатор, поделени во 8 категории. Согласно нашата извршена анализа, идентификувавме дека од 51 19 индикатори не се доволно достигнати со цел успешно да го завршиме програмскиот период. За таа цел во октомври 2018 година ја подготвивме новата работна програма за 2019 година и ја доставивме до Брисел на одобрување, која што ги содржи, која што ги вметнавме целите кон кои што ќе се насочиме за да ги достигнеме овие индикатори. Првата група на индикатори се однесуваат на интернационализацијата на високото образование, односно соработката и мобилностите со партнерските земји. За оваа тема понатаму ќе зборува колегата Александар Богоевски, не би сакала да му го задржам неговото време. Втората тема за која што е многу битна е социјалната инклузија, каде што тука индикаторите не се достигнати, кој што представува хоризонтално прашање на Националната агенција и воопшто на спроведувањето на Erasmus Plus програмата. Посебно, значи, во клучните акции 2 и 3 се соочуваме со поголем проблем каде што индикаторите не можеме да ги достигнеме во овој период и треба да ги насочиме своите активности забрзано до крајот на 2020 година. Тоа што како агенција ќе работиме е најпрвен, значи, ќе изработиме приречник за социјалната инклузија и за лицата, значи, со посебни потреби и со помали можности. Ќе ги преведеме материјалите од така наречените салта и ќе се насочиме, значи, на работа на терен и со потенцијалните корисници, така да ве замолувам на сите да пренесете пораката дека ни се потребни проекти кои што вклучуваат лица со посебни потреби и со помалку можности. Третата најбитна, најбитна категорија се однесува, значи, на градењето на капацитетите. Градењето на капацитетите не е само внатрешно во агенцијата, зашто зборавме до сега, туку се однесува и на градењето на капацитетите на сите корисници и на оние потенцијални. Тоа што го идентификувавме во така наречената категорија на индикатори кои што се однесуваат на ефикасното и ефективното спроведување на програмата е дека голем број од апликантите не ги достигнуваат потребните критериуми и бодови, значи, за да бидат рангирани и за да добијат гранти. Во рамките, значи, на нашите анализи утврдивме дури дека одредени организации имаат добиено, значи, грантови во износ од над 900.000 евра во одреден регион на државата. Значи, ова представува еден предизвик за нас како да ги надминеме овие ситуации и како да ги подготвиме така наречените нови корисници за да ги изградат внатрешните капацитети и да бидат грантирани од страна на Erasmus Plus програмата.
Друго нешто што сакам да нагласам во однос на градењето на капацитетите е дека го подобруваме системот на евалуација на проектите, а со тоа и воведуваме една нова категорија, така наречена контролори на програмата, кои што ќе работат, значи ќе работат со оние со потенцијалните корисници кои што се уште не ги достигнуваат критериумите, значи врз основа на коментарите од евалуацијата, и ќе работиме со нив за да можат те успешно да ги припремат следните проектни апликации и да добијат грант. Исто така, оваа година нема да се насочиме кон, да кажам, квантитативно организирање на инфоденови за Еразмус плюс програмата, туку ќе одиме во еден квалитативен пристап, односно ќе изработиме прирачник за управување со проекта на циклус и буквално ќе одиме на терен. Ќе работиме со потенцијалните корисници за подобрувањето на нивните капацитети во однос на управувањето со проектниот циклус. Друг тип на анализи кои што ние ги извршивме, а со тоа ќе го најавам и нашиот следен соговорник, и анализата на системот на евалуација на проектите. Значи, појдовме од огласите, значи во 2014-2016 година, со кои што биле објавени од страна на Националната агенција за аплицирање за добивање, за стекнување на статусот евалуатор, односно надворешен експерт на агенцијата. Значи, сите овие анализи се evidence-based и подкрепени со многу докази и податоци. Утврдивме, значи, дека не постоеле еднакви критериуми за влез во базата на евалуатори на агенцијата, како и тоа дека процесот не бил транспарентен, односно одредени апликанти не биле воопшто земени во предвид пред нивната апликација. Исто така, многу значаен податок е тоа што во огласот бил наведен критериум, значи пожелно искуство со ЕУ проекти, што представува еден проблем кој што понатаму го идентификувавме, дека се одобрувани проекти кои што, еве, и претходно ги споменав, дека не ги достигнуваат критериумите за аплицирање, наспроти одредена група на корисници кои што наменуваат сериозен износ на добиени грантови. Со таа цел, значи, организиравме повеќе консултативни средби, значи средби со апликантите што значи со тие кои што аплицирале на огласот да бидат надворешни експерти, односно евалуатори во агенцијата, со тие што воопшто не добиле никаква повратна комуникација од страна на агенцијата, што биле избрани, но никогаш не склучиле договор со агенцијата, како и со тековните евалуатори. Една од најзначајните консултативни средби беше средбата со невладиниот сектор во просториите на Советот на град Скопје. Тука навистина имавме значајна средба и добивме значајен фидбек од страна на нив, како, значи, да го подобриме процесите внатре во агенцијата и на процесот на евалуација и на воопшто, значи, во работењето на агенцијата, бидејќи некои од невладините организации сериозно се занимавале и се занимаваат со мониторинг на нашата агенција. И од тука заклучивме дека треба да го подобриме системот на евалуација на проектите, односно да направиме нов избор на надворешни експерти, односно евалуатори во програмата. За таа цел, значи, го подготвивме огласот и од консултативните средби произлезе еден добар заклучок дека новите експерти треба да поседуваат минимум 5 години искуство во работа со меѓународни проекти. Исто така, значи, да зголемиме транспарентноста на процесот на селекција на новите надворешни експерти, односно евалуатори, воведовме надворешна независна комисија која што ги избра новите надворешни експерти.
Значи, тоа се луѓе вработени со голем кредибилитет и кои што доаѓаат од сериозни институции кои што функционираат во Република Македонија. Значи, имавме двајца од делегацијата на Европска Унија, значи конкретно што се занимаваат на тема образование. Понатамо двајца представници од амбасади, од Friedrich Ebung Stiftung, британска експертка која што се занимава со capacity building и нашиот експерт Петруш Тојнис. Така да, велете. Сите оние кои што завршија порано, Милена ги искористи сите минути дополнителни. Ти благодарам, Милена. Добра најава и вовед даде во делот на Петрус, така што 10 минути на Петрус во продолжение во делот на толкувањето од англискиот јазик, за да не земаме преведувачи и слично, да може да биде ова поприродно и помуабетчиски, ќе помагам јас за оние кои што дел не го разбира, што чисто се сомневам, но во секој случај мора по закон е тоа. Петрус, повели. Здраво на сите. It is always a privilege, I would say, to be the outsider insider or the insider outsider. Effectively, when we interpret English to Macedonian, my time will be half, so I will speak for 5 minutes. I will give you more time. Добар ден на сите. Обично кога зборуваме и кога толкуваме од македонски на англиски и обратно, моето време секогаш е на половина, така што на место 10 ќе биде 5 минути и ви благодарам за тоа што сум тука. Wow, that sounds impressive. One of the reasons I am basically here, I mean, there are various entry points when it comes to Erasmus and Petrus. Една од причините поради која што сум тука е тоа што има неколку важни работи кои што треба да ги споменам во однос на Еразмус. The starting point basically is my personal history with Erasmus. I don't know if who knows exactly when Erasmus was established. Главната поента, впрочем, е, не знам кој знае точно кога, впрочем, беше основан Еразмус. I don't know the answer, but maybe one of you knows. Јас не го знам одговорот, но доколку некој го знае, слободно нека го сподели. 2014 во Македонија. Во Македонија. And 2 години порано низ Европа. 2 years before. I don't know that's the right answer. Right. All right. Erasmus Generation 1990. Петрус е генерацијата на 1990-та, 1990. Еразмус генерација од 90-тата. 90. Then it was Leonardo da Vinci, not Erasmus. It was Erasmus. Беше And this was an Erasmus. exchange program between Leiden University in the Netherlands and the University of Athens. Беше програма за размена помеѓу Универзитетот Холандија и Универзитетот на Атина. So 1990. So you see, the fact that I'm here, actually, that I'm in Macedonia, Erasmus is guilty. Тоа што сум тука во Македонија, земајќи го тој факт предвид, Еразмус е виновна за тоа. Maybe I was blessed with Erasmus. You can say that as well. Blessed. Може би и да, благословен сум токму поради тоа. So all the work you do, obviously there is a future to it. I mean, this is 28 years ago. За работата што се прави, сигурно има иднина во однос на тоа, затоа што ова беше 28 години претходно. Another reason why I am in Macedonia, why I am here actually, is that I'm working as the international team leader of a program called Civica Mobilitas. Главната причина поради која што сум тука е тоа што работам како меѓународен тим лидер на програмата Civica Mobilitas. And if you're familiar with the program, I have seen quite a few faces here that I know from Civica. И доколку сте запознаени со програмата, но исто така можам во публиката да видам неколку лица кои што ми се многу познати и се запознати со програмата на Civica Mobilitas. Then you would know that we are working really on a massive scale with civil society in Macedonia. Тогаш сигурно знаете дека ние работиме за вештини и особено даваме многу вештини кои што се однесуваат на општеството во Македонија. Before I heard the word synergy, and obviously there is a lot of synergy between what Civica does and what Erasmus Plus does. Пред да го споменам зборот синергија, сепак ќе кажам дека да, токму тука може да се забележи синергија помеѓу она што Civica го работи и Erasmus Plus програмата. So maybe I'm not entirely aware of what the origins were of Lydia calling me one day and asking me, Pete, can you come and help us out?
Може би и не сум точно сигурен, целосно сигурен во однос на тоа кога Лидија ми се јави ме праша Пит, ќе можеш ли да дојдеш и да ни помогнеш? The idea basically was like, we would like, as the Erasmus agency, we would like to do something different. Идејата беше дека ние како Еразмус агенција би сакале да направиме нешто многу поразлично. This is the reason why today I'm wearing this t-shirt. I will show it to you. Ова е причината зашто денес ќе ја носам оваа маичка и ќе ви покажам. Think out of the box. Размислувајте надвор од кутијата. And this was what really was my main motivator, apart from, friendship, to come and help you guys out. И токму ова беше и еден многу важен дел од нашето пријателство, впрочем, да дојдам и да ви помогнам, луѓе. This was related to what Milena said. Erasmus needed a new pool of experts. Еразмус имаше потреба од една нова група на експерти, Concretely, assessors. особено? Не слушнав. Оценувачи. Оценувачи, да. Yeah, Благодарам. assessors. And we were with a team, we were basically asked to be evaluators of the applications of those assessors. Ние бевме впрочем повикани да бидеме евалуатори токму на она што го прават оценувачите. So basically the agency... Сгрешив? Ние всушност побаравме од него и од независниот тим на странски експерти што го спомена Милена, да ги евалуират, да направат селекција на апликациите и на CV-њата, практично, на новата група на евалуатори. Значи, тотално да биде непристрасен изборот на евалуаторите, кои што понатаму ќе ги евалуират вашите апликации. Yeah, this is exactly what I was going to say. So you were a little bit quick on this one. But that was the entire idea. So to be independent, to be objective, and actually also not to be Macedonian. So we were really a group of international people who are working here in Macedonia in embassies, Civica Mobilitas and some other institutions. Тоа беше идејата, впрочем, да се биде независен, да се биде објективен и во целата работа која што ја правиме и со агенцијата во Македонија, значи да може да се изврши напредок на сето тоа и понатаму да продолжи самостојно. And we had a lot of fun doing this. It was a lot of work, I must say. I mean, each of us, every single application consisted of an application form, of a motivation letter and a CV. Многу беше забавно да се прави се тоа, затоа што секоја од апликациите беше составена од апликацијска форма, понатаму од мотивациско писмо, но исто така и од лична биографија. Every single application was evaluated twice. Секоја апликација посебно беше евалуирана 2 пати. And we had how many candidates? 125. И имавме 125 кандидати. So we did a lot of work, and it was a lot of fun. A few observations. И беше многу забавно. Free of charge, без пари, тоа би го превеле на македонски. Lydia is very quick today. I'm a little bit slow. I just arrived from South Africa this morning, so... Само што стигнав утрово од Јужна Африка, така што Лидија е побрза малку од мене. Yeah, so it was a lot of fun. And one of the first observations was actually that the quality of the applications was pretty good. Она што треба да се истакне е впрочем дека квалитетот на апликациите беше навистина, но навистина добар. In terms of the diversity, the applications came from all over Macedonia and people in all kind of different sectors of society. Треба и да се истакне дека во делот на апликациите постоеше огромна разноликост, бидејќи доаѓа од различни региони на Македонија, но истовремено и од многу различни сектори кои што функционираат кај нас. I was really impressed because very often you hear it's difficult to find people to work with in Macedonia. Бев воодушевен за тоа што најчесто е многу тешко да најдете луѓе со кои што ќе работите тука во Македонија. But that was actually not my impression, at least not from the applications. Но според апликациите, мојата импресија, моето видување, впрочем, не беше така. Another point is, like, when you look at applications, and that is what we do in Civica as well, the applications itself give you a very fine indicator of what is going on in society.
Самата апликација, посебе она што ние најчесто сакаме да го истакнеме во Цивика и го согледуваме, дека самата апликација посебе е пример за она и одраз на она што се случува во општеството и какво е општеството во моментот. The fact that so many people reached out to the agency, I mean, it resonated really, really with me. Like, apparently something is happening here that goes beyond people wanting to be assessors because they would earn a daily income, of, for instance, out of that kind of work. Особено ме воодушеви фактот што делот на апликациите видовме дека има многу луѓе кои што навистина сакаат да работат во оваа сфера и во делот на оценувачите кои што би имале некаков прилив во целата оваа приказна. The motivation letters, many of them were, you know, for me it was almost sheer poetry. Мотивацијските писма, многу голем дел од нив беа како една споделена поезија со нас. Enthusiasm, drive, passion. Многу ентузијазам, многу голем порив, но исто така и огромна страст. And also applicants were really knowledgeable about the program. И важно е да се истакне дека голем дел од апликантите, од пријавените, впрочем, и имаа доста знаење во целата оваа работа. It wasn't just copy-paste, like, oh, Erasmus is about that, and I'm going to write about that in my motivation letter. People really wrote about Erasmus and what it meant to them and how they wanted to contribute to it. Тие навистина пишуваа во мотивацијските писма што имаат намера, што ќе направат, зошто сакаат да го направат тоа, наместо да се користат со фразата и со начинот на copy-paste. So that motivated us as well. И тоа не мотивира и нас, исто така. Finally, the CVs, some of them were very extensive, some of them were a bit, you know, a bit short, but overall, this was a fantastic picture, like a kind of cross-cutting, you know, selection of people in Macedonia who can really do it. На крајот личните биографии, односно CV-ата, некои од нив беа предолги, некои можеби беа прекратки, но во секој случај од целиот тој избор кој што го направивме од личните биографии, воочивме дека да, навистина има луѓе кои што тоа може да го работат тука. And basically that was it. This is how we understood the process. We made the rankings, we provided a lot of comments, and eventually a final selection of people was made, I think 55, which is very respectful because this is basically almost half of the applicants who are kind of pre-selected in a first pool of assessors. Може да се истакне дека 55, така? 55 од апликантите веќе се ставени во рангирање, после рангирањата кои што ги направивме и првичната база, и многу сум среќен дека токму ова заврши доста успешно и веќе сме на половина од процесот кој што треба да продолжи понатаму. And then something magical happened. И тогаш се случи нешто магично. This is something like I'm, you know, as a freelance consultant, very often doing assessments for the European Union. Како слободен консултант, исто така ова е нешто што се случува со Европската унија. So I do that for 20 years. Работам тоа 20 години. Thousands of proposals. Преку илјадници предлози. Practically every single program. Практично на секоја една програма. So there's a lot of experience there. Има многу искуство од тука собрано. But one thing that we, as say, you might say, EU assessors never received. Но една работа која што EU оценувачите никогаш не ја добија was support, was training, a workshop, you know, an exchange of experience, getting us together as a group. Размена на искуство, собирајќи некако група, поддршка. And there we go again. Think out of the box. И уште еднаш, размислувајте надвор од кутијата. So what the national agency did actually, that was not so long ago, invited all these pre-selected assessors to a session of a couple of days in Struga. Она што Националната агенција го направи, впрочем, е што ги покани овие сите претходно селектирани оценувачи на неколку дена во Струга. So there they were, the people that we actually selected. I was very happy that you invited me to be there and to really meet the people behind the paperwork. И бевме таму собрани и бев многу среќен што прочем некој не собрал на едно купче да можеме да соработуваме и луѓето кои што претходно ги селектиравме да ги видам на едно место. Have them sitting together, motivate them to network, but they were auto-motivated, I must say. Having them really practicing on how would you do applications. Важноста на мотивирањето, на запознавањето помеѓу нив, но и во однос на тоа како навистина се прават апликациите и како се оценуваат и евалуираат, беше она што разговаравме.
and eventually carrying out concrete applications individually and before also working in working groups on the applications. И на крајот спроведувањето, впрочем, на таквите апликации индивидуално, но исто така претходно и во групи. And that is actually what is the key point here. What you would like to achieve is a kind of esprit de corps. You would like to work towards a core group, a core group of a kader, so to speak, of assessors who are reliable, who are available, and who more or less have a similar way of looking at the program and what the program is supposed to achieve. Ние сакаме да дојдеме до ситуација каде што ќе направиме јадра на оценувачи, кои што јадра, впрочем, ќе имаат кредибилитет и интегритет, но истовремено и ќе можат во сето ова да бидат, да оценуваат токму онака како што налагаат и вредностите. And I think from my perspective, you cannot underestimate the meaning of that. In what I have seen in the assessor world, that is truly innovative. И не треба да се потцени она што сакам да ви го кажам, да се потценува, впрочем дека во оценувачкиот свет тоа е навистина нешто инвентивно. So maybe this is the point that I wanted to make, that there is so much happening behind the scenes in Erasmus, and I think that also the national agency as an agency in Macedonia is really becoming so attractive. Тоа што сакам да го истакнам како поента е, впрочем, дека многу работи се случуваат зад сцената на Еразмус програмата и истовремено националната агенција, која што национална агенција ќе привлекува и ќе делува уште попривлечно кон останатите. Ambitious, it's really ambitious, and that's one of the things that I find truly attractive. And maybe to make the final point. И особено мислам дека амбициозноста е нешто што на вистина ќе биде привлечно во иднина и да ја направам последната поента. One of the key phrases that I learned from someone else and that really inspired me is that often, we think we're doing the right thing, but very often in life, doing the right thing itself is not enough. Главната фраза која што треба да се истакне е дека ние мислиме дека ја правиме вистинската работа, но правењето на вистинската работа во најчесто во животот е, впрочем, doing the right thing. Да, правејќи го вистинското нешто. What really matters is, yes, we all should do the right thing, but we should also do it in the right way. Ние исто така треба да го направиме вистинското нешто, но тоа значи дека истовремено треба да го направиме на вистинскиот начин. Because obviously we can do the right thing, but we can do that in the wrong way. Може да го направиме вистинското нешто, но на погрешен начин. And I think the agency is really on a track to do it the right way. И јас мислам дека националната агенција е токму на трасата тоа да го направи на вистинскиот начин. And this is why I'm so happy that, I was enabled to volunteer, because we did our work voluntarily, just for you to know. И многу сум среќен што токму имав можност да волонтирам, затоа што нашата работа, ние која што ја понудивме на агенцијата, беше исклучиво волонтерска. And happy to do it again. И среќен сум тоа да го направам повторно. Благодариме, Петрус. Да, особена благодарност вооспетувањето на личното искуство, волонтеризмот е особено важен. Ви се заблагодарувам на сите, единствено Дејан ќе го задржам во панелот, останатите сте слободни да се подружите и да се вмрежите со гостите кои што ни се тука. Thank you, Петрус. На Дејан да му се придружат, ќе ги повикам Никола Ракиджиев, Александар Колекески и Јовица Митевски. Се извинувам. Во сето споменување во однос на институциите и како тоа гордо звучи кога зборуваме и претходно во делот на подобрувањето на процесите и се она што слушнавме претходно во панелот. Добре дојдовте, господа. Се она што зборувавме во панелот, да се споменува и во денешното општество во Македонија да зборувате за отвореност и транспарентност е особено важно. И токму во овој панел ќе имаме можност од четворицата да слушаме за работи како што се службеникот за комуникации, преводите, соработката со граѓанското општество, но и создавањето на синергиите кои веќе Петруш и ги спомна во своето зборување и особено во отвореноста и транспарентноста на институциите. Ако немате луѓе кои што тоа ќе го прават отворено и транспарентно сами од себе, тоа да го чувствуваат, џабе ќе се трудите како институција. Ќе започнеме со Никола Ракиджиев, ќе зборува во делот на службеник за комуникации, така што повелете вашите 10 минути. Во отсуство на мојата колешка
Снежана Орлович, би сакал да ви ги пренесам искуствата на агенцијата во областа на комуникациите. Деновиве многу се збори за отвореност и транспарентност, за комуникации, но сето тоа не би било возможно додека вистинската информација не дојде до крајните корисници и што е најбитно, нема повратен фидбек од самите корисници за да знаеме каде треба да се движиме. Искуствата на агенцијата во 2018 година, како и анализите покажаа дека на ниво на комуникациите треба да се движат во два правца. И тоа комуникациите што се во тие што се дигиталните, тие што одат преку интернет, тие што се преку социјалните мрежи и комуникациите директно со корисниците, face to face, значи лично луѓето позади имејлот или позади телефонскиот број. Што се однесува на веб страницата, тука е мојот колега од IT секторот Дејан, за разлика од 2017 до 2018, ние имаме скоро 60% поголема посетеност на веб страницата. Нашите информации секојдневно се ажурираат и се транспарентно објавуваат на веб страницата. Во периодот скоро од година дена ние имаме скоро 105 објави за проекти што се случували или се случат во агенцијата. Исто така можам да кажам дека веб страницата имала за 2018 година 188.589 посети, од кои имаме активни членови околу 38.000, од кои 36.900 се нови членови во 2018 година. Исто така, социјалните мрежи се начин на кој комуникациите секојдневно се споделуваат, кај што се Фејсбукот, Твитерот и другите социјални мрежи, YouTube и да не ги спомнувам. А нашиот Фејсбук профил веќе има скоро 39.000 посетители во 2018 година. Од неодамна се отвори Твитер по таква комуникација и се разбира дека преку YouTube профилите сме достапни за информации. Другиот дел што се однесува до личните контакти и нашата директна комуникација со нашите крајни корисници, а тоа се луѓето што се занимаваат со било кој дел од образовниот процес, тука направивме една измена. До сега во нашата агенција имаше организирано инфоденови, што се организираа во Скопје, но тие инфоденови покажаа дека одреден број на луѓе ќе дојдат, ќе ги посетат и ќе се вратат и бројот на информацијата што беше пренесена беше лимитирана на број и временски. Така да одлучивме 2018 година ние да ги посетиме нашите крајни корисници со тоа што од октомври до денеска имаме посетено околу 33 општини во Република Македонија, каде што учествувале над 750 лица од основните, средните и стручните училишта. Друго што се случуваше во делот на комуникациите, а тоа е одбележувањето на Еразмус денот на 12 октомври 2018 година, каде што агенцијата организираше крос за учениците од основните и средните училишта, каде што учествува повеќе од 200 ученици. Со тоа го обележивме 31-та годишница од Еразмус плюс програмата, заедно со другите земји од Европската унија. Друго што би сакал да споделам со вас е дека во Скопје беа организирани ЕКВЕД конференција, Еврогайден саем, Еразмус плюс инфоработилница и Стопанска комора и Сдружение на работодавци. Работодавците со институција од полето на ВЕД за лица со попречен развој, исто така заедничка инфоработилница за централизирани акции, организација на годишен ИВС Настан плюс ИВС обуки и како што е денешната завршна конференција институција како тоа гордо здручи. Плановите за 2019 се дека уште да го зголемиме присуствноста меѓу вас и со вас и да ги споделиме информациите во областот на образованието процес. Ви благодарам. Благодарам многу.
Ви благодарам, Никола. Во продолжение Дејан Златковски, повторно имаме можност да разговараме со вас во делот на преводите, така што повелете. Благодарам. Јас пред да продолжам со преводите би се надоврзал на колегата Никола. Информација која што ја проверив баш вчера, синоќа, не знам дали Пит се уште е овдека, верувам дека ова ќе го радува. Убедливо најпосетувана статија на нашиот веб портал е објавата на огласот за надворешни експерти. Убедливо во овие 10 години. Значи, тоа е еден доказ дека ова информација допрела до најверојатно допрела до сите оние кои што имаат сила, знаења и вештини за да се зафатат со една таква одговорна работа. Друг тренд во делот на комуникациите што го забележавме дека забележавме неверојатен скок во однос на 2017 година, не само она што кажа Никола 60% зголемување на посетата, туку и во начинот на користењето на технологиите. Забележавме силна синергија помеѓу Facebook и нашата веб страница. Значи, примерно луѓето се хранат со информации на Facebook, меѓутоа тоа е еден хаб од кој што, значи, социјалните мрежи се хаб при кој што ги насочува кон веб страниците. Така што исто во делот на користењето на алатките, за прв пат мобилните телефони и таблетите ги надмина десктоп компјутерите. Луѓето сакаат информација во движење. Тоа е она што ни дава инпут за воиднина да направиме еден друг пристап кон организирањето на нашиот веб портал, да го направиме како што информатичарите велат more responsive, значи поадаптибилен на таблетите и на смартфоните. Во делот на преводите. Тоа е една работа која што ние многу сериозно ја разбираме. И се нафативме оваа година со преводи на значени Евридика студии, значи студии и анализи и извештаи на мрежата Евридика, но и други извештаи и студии од други гранки на Erasmus Plus програмата. Оваа година имавме во план да завршиме 11, до овој момент се завршени 10 и во следните неколку дена ќе биде и последниот извештај. Целта на нашето ангажирање околу преводите од англиски, француски или германски јазик на македонски јазик на важни студии и анализи е да преку тоа влијаеме на другите институции, не само на нас самите во градењето на нашите капацитети, но и она што го кажа колешката Милена претходно, да дадеме инпут на другите институции да се запознаат со достигнувањето и резултатите на самата програма Erasmus Plus и на придружните мрежи како што се Юридиси, Евридика, потоа eTwinning, Euroguidance и така натаму. Така, например, имавме учество во повеќе извештаи на мрежата Евридика и сите тие резултати кои што се сублимирани во извештаи ги дистрибуиравме до работни групи на другите чинители во делот на образованието. Колку што сеќавам, во еден момент имавме доставување на Евридика извештај до работната група за граѓанско образование. Веројатно голем дел од публиката знае дека во тек е реформа на граѓанското образование. Понатаму, учењето на јазици. Евридика континуирано објавува тематски извештаи. Еден од тие извештаи е начинот на организација на јазичното образование во Европа. Тоа е еден инпут кој што ќе им овозможи на значи, обезбедувањето на преводи на важни студии, на работните групи кои што работат во Министерството за образование, во Бирото за развој на образованието, да имаат подлога и искуства од другите образовни системи. Ви благодарам. Благодарам, Дејан, во делот на ова објаснување. Понатаму, целата оваа работа, впрочем, и на самата национална агенција и на луѓето кои што... времето за Дејан, добро.
Целата оваа работа не би можела да функционира како што треба, впрочем, доколку нема соработка со граѓанското општество и впрочем институцијата не може да биде горда на себе си како звучи тоа ако не соработува со граѓанското општество. И затоа токму во продолжение би сакал да го поканам Александар Колекески од Евротинг во своите 5 минути да ни образложи целата оваа приказна на соработката со граѓанското општество на Националната агенција. Благодарам. Јас доаѓам од граѓанското општество, од Евротинг, организација, think tank организација која што во рамки на својата мисија за европеизација на македонското општество ги следи европските фондови кои што се користат во Република Македонија, инструментот за предпристапна помош ИПА, програмите на Унијата, меѓу кои е и Еразмус плюс. Од друга страна, јас имам свој искуство како поранешен вработен во Министерството за образование и наука, бев дел од екипата која што ја преговараше програмата доживотно учење, претходницата на Еразмус плюс, а бев и дел од матичната комисија за основање на Националната агенција. И во таа смисла, со овие две капи, можам да кажам дека навистина ме представува особено задоволство денес да дискутираме на темата за транспарентноста и отвореноста од перспектива на граѓанското општество. Зошто е оваа тема битна и која е приказната на Евротинг? Ке се навратиме на почетоците на Националната агенција, првиот закон за основање на Националната агенција, кога имаше одредени проблеми со самото управување на агенцијата, нешто што беше нотирано од граѓанското општество, понатаму тоа зазеде свој ефект, бидејќи се сензитивизираше јавноста, медиумите се вклучија во тој процес и, да кажам, Националната агенција стана под јавна лупа нејзиното работење. Оваа грешка која што беше, да кажам, вметната во законот основачки на Националната агенција, скапо ја кошташе државата, бидејќи во 2010 и 2011 година Националната агенција беше суспендирана да ги користи фондовите за образование и млади. Но секоја негативност има и своји позитивни страни. Зошто го велам тоа? Бидејќи одекот од јавноста ги зголеми очекувањата. Тоа имаше повратна спрега кон самата агенција, која што го напреди, почна да делува, да ги пресретне тие очекувања, да го подобри квалитетот на своето работење. Во 2012 суспензијата беше подигната, в 2014 Македонија стана програмска држава во Еразмус плюс, рамноправно со државите членки на Европската Унија. За споредба само да кажам дека ние кога преговаравме за отворањето на доживотно учење, ние преговаравме со Хрватска и со Швајцарија. Во моментот, да кажеме, во регионот Србија веќе дури следната година ја основа програмата и навистина ние тука имаме една вредност, заради тоа што Националната агенција ни овозможува да ги користиме европските програми рамо до рамо со државите членки на Европската Унија, што не е случај во инструментот за предпристапна помош. Сега конкретно со Националната агенција формализираната соработка нам не почна преку ИПА механизмот, кога ги одржавме тие консултации во однос на евалуациите, на како се одвива тој процес, се добија предлози до Националната агенција. Ние во меѓувреме понатаму го вршиме тоа следење на работата, прикрај сме со една студија која како Евротинг ја работиме во однос на корисниците на Еразмус плюс за целиот програмски период и веќе следниот месец ќе ја публикуваме таа студија, ќе имаме јавна презентација, но сепак постои, морам да кажам, простор за подобрување на работата на Националната агенција, особено не само за да се зголеми видливоста, туку треба да се зголеми и офатот на корисниците, разбирањето што нуди програмата, да имаме ефекти, бидејќи нас конкретно не интересираат ефектите кои што ги предизвикала програмата, не само спроведувањето на
европските фондови како штиклирање на квадратчиња. Ние како граѓанско општество стануваме отворени, особено ќе не интересира како ќе се спроведува новиот програмски циклус, како Националната агенција ќе функционира во тој контекст, како ќе се исполнуваат индикаторите, кое ќе биде влијанието што ќе се предизвика во јавност. Благодарам, Александар. И создавањето синергии кое што веќе Петрус си го спомена во начинот на комуникација, на остварувањето на соработките. Јовица Митевски во продолжение ќе се посвети токму на ова прашање, особено од аспектот на отвореноста и транспарентност. Благодарам, Огнен. Малце чепна и темата господинот Александар, меѓутоа, ајде од почеток. Важам за еден од малкуте луѓе, односно во агенција кој многу зборат. Па мораше и контрамерки да се преземат за да ме ограничат на 5 минути, меѓутоа барам со оние соработници кои што соработуваат со нашиот сектор, односно со делот на синергиите во Националната агенција, можам да кажам дека пренесуваме многу конструктивни пораки, иако понекогаш зборливи, долг процес, меѓутоа конструктивни на крајот. Во 2018 година Националната агенција поготово многу внимание стави на таа комуникација, на отвореност, на транспарентност, се во цел да оствариме една соработка каде бенефити ќе имаат двете страни. Битно од овој дел е бидејќи колку што ние им требаме на корисниците и корисниците ни требаат на нас, за да изградиме едно демократско општество, поготово во делот на образование, преку најразлични типови на конференции, трибини, настани, Националната агенција дава несебична поддршка во секој сегмент од сите полиња во кои работиме. Моментално ќе извам неколку дена само кои заслужуваат посебно внимание, меѓутоа може да се пофалиме дека имаме и голем интерес во различни сфери. Покрај неформалното образование доаѓа и делот на оние препознавање на формалното образование. Темите на кои се работуваме најчесто се инклузија, инклузивно образование, помош на младите кога да им се слушне нивниот глас, за да може да се вклучат да се интегрираат во демократското општество, и преку таа цел структурниот диалог е еден клучен елемент каде што Националната агенција силно го поддржува, каде што ние даваме поддршка на организации, соработуваме со организации, меѓутоа и со поединци. Ги градиме капацитетите заедно, со тоа што ќе се улесни пристапот кон интеграција на младите. Воедно, од другата страна, се институциите, кои што исто така се клучен фактор во донесувањето на одлуки. Така да Националната агенција преку овој структурен диалог со организациите, поединците и од друга страна институциите го заокружуваат организиран систем на креирање на дали една стратегија ќе биде, дали ќе биде еден дел на реформи на политиките, меѓутоа младите веќе се на едно видно место во општеството и се вклучуваат. Понатаму можам да кажеме дека платформата YouthWiki, која важи за една онлайн енциклопедија во синергија, односно соработка со Националниот младински совет на Македонија, ја предадовме како во соработка, меѓутоа оние ја посредуваат. Станува збор за креирање на идентификување на националните политики на национално ниво. Соработка со Сојузот за младинска работа остваривме синергија во однос на креирање на стандардите на младинскиот работник. Едно поле кое веќе организациите, барем кои работат на тој дел, сигурно знаат колку тежок процес поменуваат за да се добие институционална поддршка, поготово за портфолиото и стандардите на младинскиот работник. Во делот на коменеджмент телото, Националната агенција несебично даде поддршката во однос на креирање, на воспоставување на ова тело. Со тоа што сигурно знаат и оние кои што се засегнати каков интерес има сите млади во Македонија, каков бенефит ќе добијат они. Во однос, затоа кажав претходно дека многу е битна поддршката која даваме и на поединците, како младите се вклучени во целиот тој процес и како полесно интегрираат во општеството.
Покрај сите, овие што ги напоменав како дел од неформалното образование, не може да се каже дека институциите се оние кои што имаме заедничка соработка. Например, Агенцијата за млади и спорт, веќе на неколку полиња ние се работуваме заедно. Од друга страна имаме Црвениот крст на Македонија, исто со нив имаме соработка. Преку проектот 3А, свесни и активни, сигурно ги видовте видеата што претходно кружија додека дојдовме, еден емотивен момент, ќе кажам, за мене лично емотивен, не знам другите колку се запознаени, ќе имаме можност представникот Легис подоцна да ни го долови моментот на овој проект. Во однос на останатите USAID, например, USAID имаме многу добра соработка каде со кроз секторска соработка ние го подобривме процесот ги доближивме програмите и можностите на младите. И еден момент има за Евродеск, телото кое што е воспоставено во склоп на Националната агенција, меѓутоа работи како координативно тело за можностите, кои не само преку Еразмус, има и останати можности за мобилност и се доближени до младите. Во соработка со информативни центри направивме мрежа за да ги доближиме поблиску организациите до младите. Таа мрежа ја воспоставивме географски, за да може оние млади луѓе и оние лица кои сакаат да остварат мобилност, а не се во можност од X причини, овие организации им се на располагање и може слободно да ги контактираат. Ние постојано работиме и со останати организации, институции, меѓутоа поентата, како да завршам. Националната агенција ја пружа раката, ја дава раката за соработка. Синергиите ни се на веќе завидно ниво, меѓутоа ние може да ви дадеме експертиза на полето на младенска работа, експертиза во полето на неформалното образование, меѓутоа и имаме податоци, каде што податоци и анализи за ситуацијата во Македонија. Така да отворени сме и понатаму за соработка, ќе ја зголемуваме, ќе работиме на довербата и да се во цел да оваа синергија остане одржлива и понатаму низ годините. Благодарам. Јовица ти благодарам. Особено се срекни колешките од агенцијата, бидејќи точно со времето беше секако што треба. Но ти благодарам за инпутот кој што го даде во делот на овој панел, кој што се однесуваше особено на отвореност и на транспарентноста, и тебе, како и на останатите тројца. Пред да продолжиме со панелот, мислам дека со третиот, мислам дека би било многу соодветно да направиме една пауза, ако се согласувате. Да, одлично. Часот е 11:55. Паузата ќе трае до 12:10, што значи имаме 15 минути, бидејќи немаме многу за шетање, и се враќаме назад. Во 12:10 продолжуваме со третиот панел Македонија во ЕУ.